Добро вечер. Вечерва отвараме и разговараме за прашања кои имаат потенцијал да редефинираат политичката мапа во земјата. Коалицијата Вреди, која се представува како алтернатива на дведецениската доминација на ДУИ, првпат се соочува со внатрешни несогласувања. Колку се тие сериозни и дали шпекулациите дека Арбен Таравари може да ја напушти коалицијата и да настапи самостојно на локалните избори, може да се покажат како точни. Не се исклучува и можноста на приближување на Таравари кон ДУИ. Што ќе значи тоа за иднината на Вреди? Која е стратегијата на ДУИ во моментов? Колку пратеници би го следеле Таравари во евентуалниот излез од Вреди и владината коалиција? Премиерот е дециден, коалицијата е стабилна, иако има ситни искрења меѓу негови блиски соработници и министерот знам. Локалните избори се ближат. Почна и шпекулациите за партиските пазари за фотелите, како на Илинденска, така и во градоначалничките кабинети. Дали сето ова може да ни донесе реконструкција на владата или предвремени парламентарни избори? На овие прашања вечерва во топ тема дебатираме со моите гости, политички аналитичари. Од десната страна е Джелал Незири. Добро вечер. Добро дојдовте. Добро те најдов. Во студиото е и Сефер Селими. Добро вечер. Добро вечер. Фала на поканата. Најавата ја слушнавте, така што ќе почнам од вас, господин Селими. Што се случува во моментов со и во коалицијата Вреди? Добро, во ова мислам дека во вашето излегување рековте дека е прв пат да има несогласување. Несогласувањето во Влен се веќе поодамна, но за прв пат гледаме тие да испливат во површина и да бидат малку посериозни. Нивната какофонија и во координација на нивните ставови, но и во нивната политика не е ништо ново. Тоа го следи Влен уште од самото сојужништво на сите овие политички партии, поради тоа што имаме 4 партнери, 4 политички партии, плюс додатен независен пратеник кој го представува самоопределување како дел во Македонија. И сите тие си имаат своји амбиции, си имаат своји политички интереси, си имаат своји гласачки тела и си имаат своји амбиции да преку учество во влада и во Влен да прераснат во поголеми политички партии. Сегашните партиски коалициони партнери се малски партии. Секој од нив е значаен во еден град или еден дел од државата. Никој од нив не представува некоја посериозна, поголема политичка партија која би можело да настапи во целата територија на нашата држава. И затоа тука сега се почнуваат да се појавуваат поголеми несогласувања кои можат да се претворат и во сериозен процес на поделба кој веќе е почнат, но дали ќе завршува, тоа ќе остане да видиме. Друго е исто така во овој момент еден од четирите партнери, тоа е господинот Таравари, не се чувствува вреден, не се чувствува доволно оценет. На некој начин безвреден во Вреди. Поради тоа што и во анкетите, но и во терен се гледа дека има поголема поддршка од страна на гласачите, а во влада е ставен во позиција да биде на исто ниво и со партијата на Африм Гаши, кој по проценките не надминува повеќе од 3-4 гласови на терен, а го држи втората најбитна функција во нашата држава. Председател на собранието. И учествува во власта со 25% од владиниот колач кој го има добиено Вреди во преговорите со ВМРО ДПМН. Незири, сметате ли тогаш дека Вреди беше некој тип на изборен проект без доволно идеолошка кохезија за да издржи на
подолг рок? Точно, мислам дека вреди настана како нумеричко обединување на партиите, на гласовите, и имаше само една цел. Да ја оттргне ДУИ од власта, после 22 години владење или учествување во сите можни влади во нашата држава. И таа цел беше остварена. И после изборите, како да не знаеа што треба понатаму да прават. Или може би знаеа и не сакаат. Следниот чекор според мене беше таа коалиција, потоа да се обликува во форма на партија со конкретна програма, со конкретна политичка идеја, со конкретен идеал, што сакаат тие со нивното политичко действување, што им е целта, каква им е визијата, дали се десно ориентирани, лево ориентирани, дали се партии од центарот. Требаше да се профилизираат идеолошки и да почнаат да се претопуваат во еден политички субјект. Но што се случи после изборите, ако ви текнува, тие тргнаа одма од кога станаа дел од владата, тие почнаа да ги одвоено, да одржуваат средби со нивните подржувачи. Почнаа да ја користат нивната позиција да се дел од владата, за да ги етаблираат нивните структури на терен. Но секој одделно. Секој одделно. И мислам дека таму настана еден вид на трка внатре во таа коалиција, и во таа трка не само што се обидуваат да земаат луѓе, политички активисти и фигури од ДУИ и од останатите партии кои што останаа во опозиција, вклучително и партијата на села, туку почнаа да се земаат кадри самите помеѓу себе. Значи, ако еден кадар беше одбиен да стане директор во Алијанса на Таравари, ќе му нудеше место директор Бесана Касами, или ќе нудеше место директор Демократско движење на Изет Меджити. И значи имаше трансфери внатре во коалицијата. Мислам, од тука почна тензиите и почна да им оди наопаку во поглед на обединување во еден политички субјект. И токму овој расчекор што им се случи, мислам дека сега кулминира со поделби кои што мислам дека ќе завршат со излегување на Таравари надвор од коалицијата Влен. Сега дали ќе остане во владата со 5 пратеници или во парламентарното мнозинство, или таму нема да има место, тоа од сега не можеме да кажеме. Ќе видиме, да, и дали ќе остане со 5 пратеници. Со денешната изјава на господинот Меджити на Таравари му е покажана вратата од коалицијата и веќе се помалку и помалку место, простор за повторно да се обединат останува. И затоа мислам дека се прави еден вид на реформатирање на делот на политичките партии кои што се во власта, а сега изборите се далеку, мислам дека како се доближуваме до изборите ќе имаат, може и да имаме и други коалиции, може да имаме и други конфигурации политички кои што нели се во цел не само за победа на тие локални избори, туку и на можни политички кризи или можни нови прегрупирања на ниво на политичка сцена на Република Македонија. Точно. Селими, ако убаво ве разбрав, несогласувањата се од самиот почеток. Но сега исплива да може и ние во студиово да ги дебатираме и граѓаните да знаат. Дали станува збор за нешто што тлеело или во момент, ова е баш момент на борба за влијание, на која што највише влијае локалните избори што доаѓаат, се ближат, па како да се постават да се знае кој е газда во Вреди, а кој ќе биде втор, трет или четврт?
Мислам дека Џелјан многу добро ги опфати повеќето од елементите. Вреди како коалиција нема идеолошки столб. Целата политичка програма и здружување на вреди оди до дуи надвор од власта. После тоа, значи ја во сите овие 9 месеци не можам да препознавам никаква политичка агенда на ова коалиција. Значи, не знам, економски не знам кај стојат. Во планот на евроинтеграција го држат вице-премиерот за евроинтеграција, само некои екскурзии по Брисел и некои конференции кои се безвредни поради тоа што европската перспектива е веќе заглавена. На инвестициски план се потпират во кинеските пари кои дојдоа индиректно од страна на Унгарија. Но тие пари ќе завршуваат. После тоа што ќе правим? Значи, каде ќе се движат општините и локалните самоуправи? Каде е планот за децентрализација? Каде се движиме на тој поглед? Каде е планот во представување и на албанските интереси во владата? Значи, таму гледаме назадување. Ние имаме ерозија од поддршка кон вреди. И тука ја мислам дека Таравари го има фатен овој момент, дека во ова групација, во ваков формат, во ваква немоќ спрема поголемиот партнерски спрема ВМРО ДПМН, може само да губи. И го става во знак прашалник дали ќе го добие и општина Госивар, таму каде што му е, значи, базата и од кај што го црпи поголемата поддршка. Сега, вие сте во момент да губите и да го губите и вашата куќа, како што и се случи и со парламентарните и со претседателските избори. Господин Таравари изгуби во Госивар од Бујар Османи, а и во парламентарните избори имаше разлика од 500-600 гласови, не знам точно сега, но беше морална победа спрема Таравари. И сега нормално дека тој се проширува низ цела држава, а се става во функција да губи дома. И нему му беше потребно некоја политичка акробација за да се факторизира од почеток и сега да ја фрли политичката коска и да иде заедно, што би потразбирало дека може да има некоја индиректна или директна соработка со Европски фронт, каде што е и неговата матична партија, оригиналната матична партија или другиот дел на политичката партија на Зијадин Села. Печатите се кај Села. Формално Алијанса за албанците е на Зијадин Села. Господинот Таравари е во судски процес, што не значи ништо сега за сега. Значи тој сега за сега не е Алијанса за албанците. И сега целата таа работа креира нови динамики. Динамики и за тоа како се состојбите моментално. Значи требаше да се случи ова за да го имаме тој катализатор за унифицирање на целата политичка партија, што јас сепак сметам дека тешко дека ќе се доаѓа до тоа, но и ако се доаѓа до тоа, тешко дека ќе опстои, баш поради тоа што фали идеолошки блок, столб на таа групација на тие луѓе. И ако се оформува, многу тешко ќе може да преживее во ваква динамична политичка сцена, посебно ако го немат поддршката на господинот Таравари, што ќе ги доведува во прашање дали ќе можат да добијат некоја сериозна урбана општина во локалните избори. А дополнително, ако имаме и предвремени парламентарни избори, мислам дека тие ќе се сведат во многу непријатна ситуација и затоа гледаме таква енергија и таква мотивација кај нив,
поради тоа што во прашање е нивниот опстанок. Интересно. Еве да земеме како можност. Незири дека Таравари се обидува, опипува пулс во моментов за да се позиционира како независен играч на престојните избори. Кои се, според вас, неговите шанси и кои му се ризиците? Па ако оди сам на локалните избори... Опипува пулс да види сам. Моje мислење, поаѓајќи од бројките што ги спомна и Сефер А+, и од анкетите што ги прават и политичките партии, но и другите институти кредибилни, тогаш Таравари може да остане без ниту една општина. Сега има две општини, Гостивар и Врапчиште. Без коалиција на локални избори тешко е дека се добива, особено кај општините каде што мнозинство се етничките албанци. И извинете, и дали има капацитет со оглед дека во моментов нема партија? Мислам, во судски спор, не се ни кај него печатите. Дали има капацитет да се организира, да постави инфраструктура, теренска мобилизација, све, изборите се во октомври? Тоа е дополнителна пречка за него. Да не мисли да оди сам на локалните избори. Дали има план да излезе па да склучи коалиција со Европскиот фронт, или да излезе па да се обедини со сила во неговата матична партија, кај што се печатите, тоа се опции кои што може во неговата глава и се реални, но за сега тој е дел од влен каде што тој е еден вид на неформален лидер на таа коалиција. Од причина што ако ви текнува кога сите тројца што сега повикува на Таравари да избере и да не се игра политика на две стојци. Го молеа да дојде, да. Тогаш го молеа да дојде. Зошто го молеа да дојде? Зашто само како коалиција Лен тогаш се викаше. Движење за европски промени, мислам така е. Така беше. И само како таква тие нема ни приближни шанси за да постигнат резултат кој што сега беше постигнат. Против Дуј. И со преминот на Таравари или со приклучувањето на Таравари кон таа коалиција се достигна овој резултат што е 106.000 гласови. 106.900, 107. Да. Кои што на некој начин беа доволни за да се каже дека окей, имат некаков легитимитет за да ги представуваат етничките албанци во влада. 14 пратеника, не се малку. Европскиот фронт беше сочинет не само од албански партии, туку имаше и партии од другите етнички групи, и има аргумент дека окей, ние сме тие легитимни кои што треба да ги представуваме албанците, и до некаде држеше тој аргумент. Но замислете сега, кога ќе излезе Таравари, или во случај да излезе Таравари... Во случај, да, хипотетички сега зборуваме, точно. Или во случај да излезе комплетот владината коалиција. Тогаш, како прва криза што ќе се појави, тоа ќе биде, мислам, дека проблем за Мицкоски. Дека нема да има партија или коалиција внатре во владата која што ќе биде блиску до тој аргумент дека тој има партии кои ги представуваат албанците. Зашто Мицкоски има во редовите на неговата коалиција, предизборна има партии од различни етнички групи, што не значи дека тие се представници на тие народи, тие етнички групи, туку се водат од идеолошки поводи. Но тука кај албанскиот политички блок, кај албанската јавност, етничката албанска јавност тука, секогаш е присутна темата на етнички легитимитет за представување на албанците, се додека партиите се организирани, но и коалициите се организирани врз етничка база. И тоа мислам дека ќе произведе дополнителни фрустрации кај етничките албанци, зашто вие да имате партии кои што, да речеме, ќе стигнат на локалните избори за советнички листи до еден број на гласови, да речеме 50.000,
Може и повеќе, но еве да претпоставиме дека се 50.000, а имате партии кои што мобилизираат 200.000 гласови на албанците, а се надвор од институциите, мислам дека тоа ќе Мислите дека Дуи може да мобилизира 200.000? Па јас сметам дека какво е расположението албанци во вкупно во државата се околу 250.000. Вон темата. Кај младите албанци, какво е расположението? Би гласале сега, пошто бидејќи гледам дека има тренд на иселување ист кај сите. Јас мислам дека се демотивирани. Некам да звучам грдо, но кој гледа, кој може да се спаси, сите бегаат надвор. Демотивирани се. Затоа што 200.000 е голема бројка. Овој пристап на партиите кон политиката како, ајде да не кажам како бизнис, но се дека ние слушаме проценти, се дека ние слушаме преговори, договори за, не знам, директорско место, за а не гледаме дека функционира институцијата кај што се тепа. А не гледаме кај сакаме да стигнеме. Да. И кој е најдобриот кадар за да не однесе до таа цел. Значи имаме демотивација кај младите албанци за да гласаат, но вкупниот број на активни гласачи албанци тука е околу 250.000. Па затоа јас направив таа математика и мислам дека нема да биде добар потек на премиерот еден ваков баланс на силите да има. Да има партии кои што немаат тежина, не контролираат терен, не се присутни на терен за да спроведуваат политики, па и да промовираат владини политики, а од друга страна имате многу силна опозиција кај етничките албанци, која што може да прави проблеми. Затоа мислам дека Таравали надвор од Влен е завршена работа, но не е завршена работа Таравали надвор од владата. Сепак ќе следиме може би преговори, дали тие ќе бидат јавни или не, помеѓу Мицковски и Таравали, за да имаат друг договор, за тој да остане дел од владата. Еве, да останеме уште на тоа сценарио дека иде самостојно, дека би одел, затоа што и вие велите дека со Влена више завршена работа, нека оди самостојно. Според вас, Селими, која е шансата, колку шанса има Таравали да ги абсорбира гласовите на незадоволните од што веќе гласале за Влен, за Вреди, но во моментов, по овие 9 месеци веќе не се задоволни од тоа што го гледаат и гледате ли вие потенцијален профит кај Таравали од гласачи незадоволни од Вреди и Дуи? Со оглед дека за Дуи веќе беа изборите, се знае, беше завршено со парламентарните избори, знаеме колку беа незадоволни од нив. Видете, одговорот можете да го најдете во одговорот на самиот Мицковски за еден друг медиум, каде што вика дека 70% од албанците не се задоволни од работата на Влен и како се оние поставени во ова власт. Што подразбира тоа? Тоа подразбира целокупно расположение со огромен број проценти на албанското население кој не е задоволно од нивното учество во ова влада, како оние перформира. Прво. Второ, и каде што произлегува и проблемот, што го зборевме порано, е дека нашите гласачи во Македонија типично се клиентелистички гласачи. И на ВМРО, и на СДСМ, и на ДУИ, на сите политички партии, тоа е еден од поголемите проблеми што ги имаме како општество. Но во овој случај, вие имате 4 политички партии со преголеми предизборни ветувања, со преголеми договори под маса, со локални лидери, со активисти внатре во политички структури, а имате премалку власт. За да можете да ги задоволите сите овие, или барем поголем дел од вашите ветувања. И како што знаеме, во текот на изборниот циклус, опозицијските политички партии секогаш се поориентирани да дават поголеми
ветување јасно. и да ги покачат очекувањата на граѓаните за нивното владење. После тоа доаѓа денот кога вие треба да влезете на власт и треба да ги преточите тие ветувања и тие очекувања во реални резултати. Истиот одговор можете да го најдете пак кај господинот Таравари, кој вели дека не сме ефикасни, не произведуваме добри политики, не можеме да ги туркаме напред нашите планови како политичка структура. Имаме, денеска мислам или вчера имаше една изјава каде што вика дека нашите заменик министри не одат по недела дена на работа. И тоа се покажува дека тој калкулира со сите овие перцепции, целата ова расположение кај албанското гласачко тело, посебно тие што го имат поддржано влен, не само како Арбет Таравари, туку како нели доаѓа промена тоа големо ветување, и калкулира дека таму може да зграбчи еден доста добар дел. И затоа нему беше првичниот предлог, кој што ги изфрустрира премногу сите други политички партии, да се иде самостојно со листа на кандидати за советници во општина, да се види кој каде стои со нивната реална моќ, па после на втор круг да се креира или да се поддржуваат едни со други. Една од комбинаторикиве кои што беше предложен. Така да, дали може? Да, мислам дека може да одигра улога за отцепување еден добар дел на гласачкото тело кој го поддржува влен, а посебно тоа ќе се случи доколку има некој неформален договор со Европски фронт, каде што потенцијално тие би добиле 90-95% од општините каде што албанците се мнозинство. Добро. Да, Незири тога и сега секако и второто сценарио е. Првото е дека може да им откине гласови, а второто колку веројатно е за вас за доколку остане без коалицијска поддршка, без поддршка од Вреди, без поддршка од Европски фронт за негова политичка маргинализација, со оглед дека вие велите да, може да остане и он во влада сам како со своите пратеници, добро, но според вас колку е и можноста за негова политичка маргинализација доколку нема коалиција што ќе застане зад него, или пак гледате во него потенцијал да стане Таравари новиот албански центар за кого би застанале сите гласачи? Има ризик да остане сама како сам. Значи ние сме биле сведоци не само малите партии како условно кажано мала алијанса за албанците, туку и ВМРО ДПМН како најголема партија во земјата, која немаше коалицијски капацитет, иако ги доби изборите 2016 година декември, не успеа да формира влада. Или на локално ниво. Може да победите како партија без коалиција на првиот круг, но на вториот круг ќе ви треба коалицијски капацитет за да ги добиете општините. И затоа јас не мислам дека Таравари калкулира да биде сам. Може би нема да оди во директна коалиција со Европскиот фронт, туку ќе има необјавена коалиција за вториот круг, како што ја имаше 2017 година со ВМРО ДПМН. Тогаш не беше подпишана коалицијата, не беше објавена коалицијата пред јавноста, но на терен тоа се случуваше. Во вториот круг сите гласачи на ВМРО ДПМН во Гостивар гласаа за Таравари, кој победи заради тие гласови на ВМРО ДПМН. Исто така и во Тетово со Касами. Затоа мислам дека тој ги остава сите врати отворени и тоа и го кажа и на последното појавување на национална телевизија тука. Дека ако се со влен, значи затворени вратите, со останатите ги има отворени вратите за можна соработка. И сега
во моментот има најповолна состојба. Зашто е потребен и за Влен, е потребен и за Мицковски, но е потребен и за Европскиот фронт на Ахмети. Сепак Таравари е свесен за оваа ситуација и знае како да игра и да ќе одигра до крај, тоа не можеме да кажеме, но 2024 година да не беше тој трансфер од Европски фронт во Влен и да не беше таа фигура која што ќе окрупнуваше таа коалиција која беше создадена за да ја однесе Дуи во опозиција, тогаш и немаше да се случи. Значи, таа политичка рамнотежа сепак Таравари ја направи и сега има истата позиција. Значи, ако оди Таравари со Европски фронт, јас го споделувам мислењето дека можеби не 100% општини или 15-16 општини каде што вообичаено победуваат етнички албанци, но 14 може да ги добијат заедно со Европскиот фронт. И да не биде дел од власта, можеби на таа опција калкулира дека со 5-6 општини што може да ги добие таму, ќе бидат доволни за политички обстанок, за да се потоа да чека на подобри времења или подобри политички рамнотежи, каде што би се вратил пак во власта. Не треба да забораваме дека кулминацијата на односите внатре во владата достигна во времето кога премиерот, но и владата реши да го поништи тендерот за картната гаража за клиниката, не знам која клиника. За клинички центар беше, клинички центар. И фактички тоа беше можеби прв пат се случува кај нас премиер или влада да се меша во ресорно министерство кај што целосна одговорност има министерот. При тоа не беа прикажани дека има непочитување на процедура на закони и така натаму. И кога тоа ви се случува како министер, без разлика која партија представувате, може и да се случи и внатре во ВМРО ДПМН премиерот да се меша во ресорното министерство на друг човек, кај што тој е одговорен за тоа ресорно министерство, тогаш до министерот како ќе реагира? Оставката е прво нешто што ќе ви дојде на ум. Но мислам дека Таравари остана смирен заради трагедијата во Кучани и мислам дека нема да помине преку тоа или можеби ќе одлучи на друг начин да постапи, но таму јас ја гледам тоа разидување, но тоа разидување беше со Мицковски. За потоа да премине во рамки на Влен, каде што имам впечаток дека Таравари бара касус бели, што викаат, причина за војна, бара причина за да излезе од таа коалиција. И заради тоа излегува во јавност тие негови од друга перспектива максималистички барања, дека тој сака половина од општините, тој сака 40% од советниците. И токму заради тоа оваа ситуација е толку комплексна и толку комплицирана, што можеби после одредено време ќе ни стане јасно од каде почна? Да, што е коренот Како ќе заврши, ќе знаеме до крајот на едната недела. Што е коренот? Да, малце понатака. Одиме сега со реклами и се враќаме во студиото, продолжуваме со дебата. Пред да предеме на тоа што Дуи прави во оваа ситуација и која е нивната стратегија, да речеме, прво имам прашање за двајцата. Господин Селими, вие панезири, кој треба да биде претседател на Влен? Бекем Ќоко. Зошто? Тоа се представува како надпартиски во целата таа структура, така да мислам дека во моментов каков таков што е ситуацијава, не му отишло подобро
партиски, без политичка структура да застане на чело на таа политичка формација која се претворува во една единствена политичка партија. Но секако дека тука ќе имаме голем проблем. Независно на тоа дека се обидуваат да кажат дека има сплотување и изближување помеѓу партиските структури и партиските активисти, требаше само мала искра на потенцијал дека господинот Арвен Таравари ќе премине на друга политичка, ќе има друго политичко делување независно од вреди, да видиме дека целата таа пропагандистичка машинерија позади секоја од тие политички партии кои се посебно таму, почнаа да го напаѓат во социјалните мрежи организирано, имаше и медиуми, портали кои се блиски до едни или до други, кои водеа пропаганда и војна против господинот Таравари. Така да мислам дека во краток план тешко ќе имаме некој сериозно зближување или претопување на тие политички партии. Затоа мислам дека господинот Ќоко е посоодветен како председател. Јас мислам дека Влен после изборите требаше да пристапи кон структурирање на самата коалиција, што таа коалиција беше, како што реков, нумерички обединета, со проценти, со број на гласови и толку. Требаше да се основаат и да се создават совети внатре во таа, работни групи, меѓупартиски тела, како предфаза или како меѓуфаза на претопување во една политичка партија. Тоа беше најавено уште од самиот почеток, дека после изборите ќе се претопат. Се обидоа да направат, мислам, заеднички пиар и координативно тело и тука застана. Кога се подготвува, видов дека сите имаат давано изјави во одреден временски период, па дури самиот Таравари, дека на крајот ние ќе се претопиме во една политичко тело. Да, ама нема таков пристап после изборите, што секој гледаше да ја засврсти позицијата на собствената партија, а не на коалицијата. И кога се бара луѓе за да се именуваат во различни извршни позиции, не се бара како коалиција Влен, туку се бара во одредени политички партии. Често се случувало да речеме, една партија нема таков кадар, а другата да има, и потоа да не знаат што да прават. Добро, коалиција ќе го требаше после изборите да преминат во нова фаза. Нова фаза да гледат на Влен како единствена политичка организација. Ајде да не кажам политичка партија, туку како организација која што ќе треба да оди кон претопување, кон формирање на заеднички партиски структури. И токму низ тој процес ќе се дефинираше кој ќе биде председател. Според мене требаше како прв председател на таа партија да биде господинот Таравари, што реков дека тој премина во таа коалиција и ја направи таа разлика што ја направи и што придонесе дуи да замине во опозиција. Можеше да се договараат и со ротационен лидер. Речеме на 2 години да има нов лидер. Речеме 4 или 5 колку се лидери на кои што ја сочинуваат таа коалиција, на секои 2 години да се менува и да... Тоа не е веќе политичка партија. Тоа сепак е коалиција со некој што ја врта, политичка партија може да се случуваат и такви договори. А не смета дека Меджити требаше да биде првиот или треба да биде првиот председател со оглед дека има најдолго искуство во политиката, дека е еден од ретките што сам застана против Дуи на почетокот. Да, знаеш, мислам дека тоа е тема која што внатре самите треба да ја дебатираат внатре во Влен, но меѓути сепак затоа што зборуваме за лидер. Долгиот стаж во Дуи до пред изборите или се уште така е перцепиран како
дел од ДУИ до 2022 и трета година кога излезе со огнената група, значи да се дистанцира од политиките на ДУИ. И од една страна да ветуваш промени, а од друга страна да имаш лидер кој што 20 години бил дел од ДУИ и не е баш добро решение. Но сепак низ тој процес влен да беа доволно зрели на политички план, се требаше да ја окрупнуваат коалицијата, да ја претопуваат во партија и низ тој процес да избират и лидер. Може би господинот Чоко, зашто не? Што спомна и не знам, за тоа вас ве прашувам. И Сефер. Но потоа таа хиерархија да биде целосно почитувана од останатите структури, да не се случи една партија да се претвори во една партија фактички да функционира со многу фракции внатре, кои што не ги почитуваат партиските одлуки. Требаше да еден таков процес за да се создаде таа Да, ама тој е веќе испуштен, готово е. Ја не можам да го замислувам, еве, например, да беше господинот Гаши председател на партија, да му наредува на изедмеджити. Ама ако е избран од членството, да речеме, ако е избран од структури... Затоа премногу е тешко да се, пошто таму, ја ви кажам, нив не ги зближува ништо друго. Немат идеолошки столб, немат јасна визија каде сака да ја терат оваа држава. Немат јасна визија кои се политиките за албанците во оваа држава, а се представуваат како представници на албанците. Значи, фали тој столб што може да ги поврзува и да можат на некој тие поединечно, секој си има столб, идеолошки столб, структура, визија, меѓутоа тие се сосема различни едни со други. Значи ништо зближно освен тоа ДУИ во опозиција. Ништо друго не ги поврзува за да можат и ВМРО и знам не ги поврзува заедничка идеологија, зашто знаме левичарска партија, ВМРО е десничарска. Тоа е владина коалиција. Не настапување заедно. Или внатре во ВМРО ДПМН има партии кои што не припаѓаат на истата идеолошка матрица. Ама во коалиција. Не се една партија. Да. Ама добро функционира. Зборот ми е дека тоа ќе мора да го кажам кај албанскиот политички блок не функционираат коалициите. Европскиот фронт се формираше и одма раскол со тоа што Таравари премина на другиот табор. И сега, после 9 месеци или колку, една година, единствениот што е побегнат од Европскиот фронт е господинот Мендусачи кој настапува сам. Да, разговорот беше со Таравари што не сакаше да влезе во Европскиот фронт. Селја викаше ќе влезам, Таравари велеше никако во Европски фронт, тоа беше разлика. Но генерално не се долготрајни тие коалиции. Или се формираат само пред избори, за после избори да се забораваат, или пак траат најмногу една година. И не се научени на коалицирање. Па научени за секој сам. Да. Може би и нема толкова доверба, што таа доверба која што нели теоретичарите ја нарекуваат социјален капитал, изгледа дека недостасува, што за да организираш политичка коалиција, за да организираш, за формираш политичка коалиција, треба првин доверба помеѓу членителите на таа коалиција, што очигледно дека или страф. И доверба и страф. Сега веќе почнеме да ги спомнуваме Европски фронт. Јас ДУИ ќе ги кажам, бидејќи они го водат. Оние водат таа коалиција и наистина не сум чул дека некој друг нешто во таа коалиција предложил, па се дистанцирал или имал различно мислење, без разлика. Што се случува во ДУИ сега? Вашите информации што велат? Која е нивната стратегија? Почнаа ли со лов на незадоволните во Вреди? Од гласачи на терен, па се до функционери, пратеници, се и се што. Ја мислам дека тие уште пред тоа да биде јавно со ова нестабилна коалиција и можен раскол, мислам дека имаше неколку сериозни
обиди и јавно ги повика господинот Ахмети своите поддржувачи, посебно оние кои се отидени со демократското движење на Меджити да се враќат во нивната матична политичка партија и гледаме некои такви поместувања во терен. Да, ама тие повици, извини што ве прекинувам, беа па некако цело време се поклопуваа со нешто што ќе го направеше владата. Дека ова иде на штета на албанците, вратете се. Па Не можам да кажам дека, барем ја немам впечаток дека тоа им беше нивната стратегија од прв ден. Не, нормално дека не. Меѓутоа тоа е политичка стратегија. Тие, пошто единствено што има направено штета во смисла на земење на гласови од гласачкото тело на ДУИ е направено од страна на господинот Меджити. Ние сме имале секаква трансформација и секакво политичко делување во изминатите 20 години, но тоа било трансформација на истите лидери во опозиција. И тие црпеле поддршка од опозицијскиот гласачки блок. Никој до сега немал потенцијал и капацитет да земе од ДУИ, од гласачкото тело на ДУИ, освен до 2016 кога тоа беше револтно гласано за поддршка на коалицијата на Зоран Заев. Добро. Инаку, Но и 106.000 гласа не се па и резултат што 107.000 гласа имате Тоа се, изгубено и таму. ако хронично се враќате назад и ги правите калкулациите, ќе видите дека тоа е опозицијскиот глас горе-доле на албанците. На албанскиот електорат. Тука имаме некој преместување, делот што ги изгуби од страна на Меджити, ги доби преку села и другите коалициони партнери кои доаѓаа од опозицијата. Така направи некаква компензација на тие изгубени гласови и се врати во тие бројки кои ги А сега дали ловат, тоа што ве прашам, дали ловат сега? Сигурно дека да, оние во пазар не продават, тие ловат гласови, функционери. Официјални средби има на Таравари со лидерот на ДУИ? Има гласови, дека имало и средби, и од тоа што можам да го читам јас во јавност што ги имат изјавите е дека не се децидно против. Значи не кријат, напротив, прават терен дека потенцијално би можело да има поместување на политичките актери во политичката сцена. Така да тоа дава некој сигнал и нервозата во Влен, кај другите лидери на Вреди, дава некој во дознавање дека такво нешто се случува. Докаде е стигнато, тоа е друго прашање. Ја го споделувам исто мислењето на Джелал дека секако со Вреди, барем во ваков формат за Таравари е завршено, дали е тоа завршено и со владата, тоа е друго прашање што после тоа ќе придонесува во целата стратегија на ДУИ. Ја мислам дека ДУИ се уште чека како ќе се развијат односите и внатре во владината коалиција, не само во Вреди, за да може да ги направи своите политички потези. Но тука е еден од главните чинители кои би можело да придонесе за вакви поместувања или не е Зијадин Села, кој беше целосно коректен и му обстои на својот договор што го имаше во коалицијата и беше коректен спрема господинот Ахмети. Колку што знам јас од минатото, господинот Ахмети ги цени ваквите односи и не знам која ќе биде компензацијата и како тоа динамика би можело да се реша. Господине Незири, Ако може за ДУИ да кажем. Слободно, тоа беше и следното што ќе ве прашав, али да? Јас мислам дека дали ДУИ има среќа, дали работи за да има таа среќа, не знам, но Има среќа. последните случувања
100% и одат на прилог само на ДУИ. И на Европскиот фронт како коалиција, но претежно на ДУИ. Не е толку проблемот кај отсуството на доверба и организација внатре во Влен или политичка волја и зрелост за да преминат, како што рековме, во политичка партија, туку тие фрустрации внатре во таа коалиција се резултати на ароганцијата која што ВМРО ДПМН ја покажува во однос на Влен како владин партнер. Истата таа ароганција, памтиме дека имаше и ДУИ кон СДСМ и не успеа да го зачува лицето на партнерот и падна и двете партии. После изборите. Да. ДУИ може би доби повеќе гласови од Влен, но не успеа да стане дел од владата. СДСМ падна од 40 и колку пратеници на 18. Така што таа приказна сега од спротивна страна се случува и во актуелната коалиција. Значи ВМРО ДПМН не успеа да го сочува политичкото лице на Влен. Не успеа... Мислите дека им го нарушува политичкото достоинство? Па не мислам дека тоа е намерно. Зашто кога си силен како партнер во една коалиција, по инерција ги згазиш послабите. И тоа се случува сега кај ВМРО ДПМН. 58 пратеници, со знам имаат 64 пратеници, така што и да излезе Влен од таа владина коалиција, нема да падне владата. Значи, обезбедени се од тој аспект, за да бидат зависни и да мислат на партнерот. И во овој случај мислам дека изворот на тие фрустрации се токму односите на Влен со ВМРО ДПМН. Првин Касами имаше тензични односи со ВМРО ДПМН. И потоа имаше и Меджити едно време, па сега на крај Таравари има тензични односи со премиерот. И оваа атмосфера потоа ескалираше внатре во Влен. Дали ДУИ има удел во целата оваа тензија, јас не можам да кажам. Може би заради нивното опозицијско делување, и тоа силно опозицијско делување во однос на критики, со критики кон перформирањето на Влен како владина коалиција, може би придонело тие тензии да пораснат, но факт е дека последните случувања одат 100% во прилог на ДУИ. Само уште нешто кратко. Мислам дека најголемиот морален победник тука во овој момент, како што стојат работиве, е господинот Зијадин Села, поради тоа што тој беше жестоко нападнат и од страна на тогашната коалиција, опозицијска коалиција, но и од самата групација на господинот Таравари, дека е предавник, си оди со тоа што е најлошото за оваа држава, тоест на ДУИ, така натаму и така натаму. Сега гледаме дека тој веќе морално ја има победено таа битка со господинот Таравари. Одиме сега со вториот блок реклами и се враќаме на заклучоците во дебатата. Со оглед дека времето за жал не истекува, блиц прашање за двајцата. Што значат овие турбуленции во албанскиот политички блок за вкупната стабилност на политичкиот систем во Македонија? Дали станува збор за природен процес на трансформација или е можен знак за подлабока криза, политичка криза, како и во албанскиот политички блок, така и севкупно? Па мислам дека ќе зависи како ќе се постават главните политички чинители пред се ВМРО, ДПМН, ДУИ, Влен кон оваа криза. Може да предизвикуваат и предвремени парламентарни избори заедно со локалните избори и во тој случај би имале целосна нова композиција и на идната власт, но и на политичкиот пейсаж тука кај нас. Но може да заврши и со договор од страна на Мицковски со Влен од една страна и со Таравари од друга страна и да го зачува оваа мнозинство кое самиот кажа дека е двотретинско мнозинство. Господин Селими?
Едно е сигурно дека ќе биде динамично и ќе има поместувања. Колку ќе бидат тие поместувања зависат од многу фактори и ние не треба да забораваме дека ние не постоиме во вакуум. Ние сме во еден регион каде што се случуваат многу повеќе работи и промени, така да ја мислам дека тука ќе имаме исто така ќе треба да цениме и по тоа и да проценуваме како се движиме и врз основа на тоа како се движат работите и во светот и во регионот. Ја поголеми поместувања има геополитички, тие сигурно ќе влијаат и внатре за да имаме некои други поголеми промени во целокупната слика на политичката сцена во Македонија. Превремени избори? Па ја верувам дека да. Почитувани, тоа беше се за вечерашната емисија на Топ тема. Со моите гости дебатиравме што се случува во Влен и што ќе се случува. Се надевам дека бевте задоволни од дебатата. Моите гости кажа што очекуваат. Ви благодарам на времето што го одвоевте. Благодарам за гостувањето. Чест. Вас ве поканувам да останете на програмата на телевизија Телма.